Во тек е исплатата на обештетувањето на земјоделските насади и домаќинствата кои настанаа како последица од поплавите во февруари годинава. Штипските земјоделци најмногу интерес покажале за осигурување од град, невреме и олуја, додека за осигурување од поплави интерес нема. Осигурањето ги покрива ризиците на временски неприлики како град, олуја, невреме, а имаме осигурување од поплави, но се уште тој има многу малку одзив. Значи луѓето кај нас од причини што Штип не е регион кај што има често поплави, нема многу осигурување од поплави. Земјоделците во Штипско претежно имаат житарици, овошни и лозови насади. Најголем број на осигурувања земјоделците прават на насадите кои се подолг временски рок на стасување. Во Штип за среќа нема големи штети од временски непогоди, поточно од град. Првиот град падна некаде во околу мај, беше 9 и 10 мај, чини ми се. Немаше големо оштетување, бидејќи во таа фаза овие земјоделски култури се уште беа во фаза на развивање и немаше некоја поголема штета. На некои вишни има само оштетување. Сега, значи, штетите се исплаќаат по берба. Значи, треба таа култура да се заврши со бербата, па да се види конечната пресметка колку се штетини. Така да се уште не се почнали со исплата на штети, бидејќи се уште не се собрани тие плодови. Од вкупниот број на земјоделци кои ги има интересот за осигурување на нивните насади не е на задоволително ниво. Ситуацијата која зафати Македонија во февруари во одредени делови на државата направи големи штети, па поради таквите природни непогоди, владата апелира до земјоделците да ги осигуруваат своите посеви.